Добар ден, започнуваме со дневникот на Канал Плюс телевизија во 16:30. Пред се да проследиме накратко дел од главните настани на денот. Денес владеачката партија ВМРО-ДПМН го одбележува својот 25-ти роден ден. Нашата сила е нашиот народ е нашата држава, е слоганот со кој ќе се одбележи роденденот. Откупната цена на литар кравјо или козјо млеко изнесува 17 денари за литар. Преработувачите млекото го плаќаат на 2 недели. Бродомакетарството, макотрпна работа, но предизвик за професорот Маријан Бојаджиски од Виница. Денес во 19 часот владеачката партија ВМРО-ДПМН ќе го одбележи својот 25-ти роден ден. Нашата сила е нашиот народ е нашата држава, е слоганот со кој ќе се одбележи роденденот на владеачката партија. Партијата е идеолошки наследник на правобитната ВМРО, внатрешната македонска револуционерна организација, создадена во 1893 година. По формирањето, ВМРО-ДПМН беше првата партија која официјално се изјасни за самостојна македонска држава. Кејот на река Отиња и понатаму продолжува да се уредува. Во тек се работите на делот од храмот Свети Никола до Новосело, пошто ќе започне да се работи на делот кај ЈПИСАР. Од Лерит тимот задолжен за овој проект дознаваме дека до пролета 2016 кејот на Отиња низ централното градско подречје ќе добие нов лик. Интензивно продолжуваат активностите на Лерит тимот на минор и мајор коритото на река Отиња на делот од градската црква храмот Свети Никола до Ново село. Каскадата кај мостот е завршена и во моментов се уредува коритото на реката. На наредната каскада овие 110 метра ќе ги направиме и тука ќе имаме прекин на реката и се селиме на горниот дел од течението на реката, се со цел до крајот на годината да успееме оној дел кај што се работи ни централното градско подрачје биде поврзано, превидејќи да немаме проблеми како оние што ги имавме пролета, кога дојде водите. Според проценките на Југов, активностите за се што е предвидено за уредување на коритото на река Отиња до местото каде се влева во река Брегалница се одвиваат според предвиденото темпо. Очекуваме дека до крајот на годината, евентуално до пролет, би требало веќе да проектот река Отиња да биде комплетирано со завршен. Со тоа централното градско подрачје ќе биде комплетно уредено, земајќи ги во обзир активностите кои општината ги презема за уредувањето на овој дел на Штип со асфалтирање на улиците, но и хортикултурното уредување. Целта е Штип да заличи на европски град, каде не само штипјани, туку и посетителите ќе имаат прекрасна гледка додека го поминуваат своето слободно време во прошетка или шопинг во нашиот град. Во контекст на ова да го споменеме и проектот на општина Пробиштип кој беше доставен до Источниот плански регион. Веќе е прифатен и е во напредна фаза на изработка на дел од речното корито на река Киселица во Пробиштип. Во напредна фаза е проектот за регулација на дел од коритото на река Киселица во село Пробиштип. Проектот беше доставен од страна на општина Пробиштип и се однесува на штети од поплавите кои се случија пред неколку месеци. За регулација на дел од коритото на река Киселица по село Пробиштип, општина Пробиштип. Со овој проект сме веќе во фаза на разгледување на техничката документација од страна на швајцарската амбасада. Буџетот што исто така ќе го ние финансираме заедно со швајцарската амбасада изнесува 45.000 евра, воколку при самата тендерска постапка се буџетот биде поголем од планираниот согласно техничката документација. Остатокот од средствата ќе биде кофинансиран од страна на општина Пробиштип.
Овој проект ќе биде финансиран од мали акции, кои што се доделуваат од швајцарската амбасада. Откупната цена на литар кравио или козјо млеко изнесува 17 динари за литар. Преработувачите млекото го плаќаат на 2 недели. Откупната цена на литар кравио или козјо млеко изнесува 17 денари за литар. Преработувачите млекото го плаќаат на 2 недели и во тој дел се дисциплинирани и коректни. Се откупуваат целокупните произведени количини во Кочанско во сезоната која трае околу 5 месеци. Денеска на импровизиран откупен пункт затековме комбе со мала цистерна за млеко на фирмата Осогово Милк, која ги собра понудените количини од 5 производители во Билското мало. Млекото ни го откупуват по 17 денари. По 40 литри, да. Дали се исплати да се... Не се исплати, ама... Скапа е храна? Да. Покрај откупната цена од 17 денари за литар, сточарите добиваат и по 2 денари субвенција од државата, со што за литар млеко добиваат вкупно 19 денари. Според нивните пресметки, поради скапата цена и одгледувањето на добитокот, реалната цена би требало да се движи околу 25 денари за литар млеко. Барем 25 до 30. Ово е птење малку. 17. Пазарните абсурди во сферата на млекопроизводството најдобро се гледаат во споредните. Со 1 литар продадено млеко, производителите не можат да купат ниту литар и пол обична или газирана флаширана вода. Соочени со неможноста на друг начин да заработат, велат дека иако работат на работна рентабилноста, сепак некако се живее. Сега за сега ќе произведуваме, па доколку можеме, до толку. Нешто ние имаме, нешто купуваме и така. Во поповолна положба се сточарите кои имаат сопствено земјиште и производство на храна, што е значајно олеснување, бидејќи не се целосно зависни од купувањето на истата. Иако навлегол во 10-та деценија од животот, Трајко Давков од село Долни Балван се уште го работи лозијата, вози трактор и не се дели од некогаш популарното фиќо. Жив пример на кој можат да му позавидат и помладите. Иако навлегол во 10-та деценија од животот, Трајко Давков од Долни Балван, Карбинско, се уште го работи лозијето, вози трактор и не се дели од некогаш популарното фиќо. Порано работел како службеник во земјоделско-индустријскиот комбинат Црвена ѕвезда, но по пензионирањето се враќа на земјата во родното село. Деноиве, иако во полето е како подвршник, брза да го среди лозијето кое се простира на 2 декари. Теја ќе треба да го спремаме во ново распределено, ќе треба таму не е околу средот петок да се прска втор пат. Колку просечно годишно береш? Кога го зема 13 казана свари. Кога го зема тога година по година, оваа година колку беше 4 казана, претходната 2 казана, оваа година не знаеме колку ќе биде. Дедо Трајко најчесто работи сам, понекогаш му помага внукот. Кој доаѓа до сега ја го прска, не, ова првото прскање, синот го прска. Дојде он да го прска. Нама, чека бе, не е тоа така нешто како ти што работиш, тоа детинска работа, не знаеш. Да, ја да ти покажам како. Не, ја овака ќе прскам, ај прска, и пушти го по него. Врт те прска, ама не ме се ме десуе тоа. Не си така прска. Лозарството е специфична работа, вели тој. Кон него треба да се однесуваш како кога подигаш мало дете. Исто како бебе, нема разлика. Ако го ставиш на него бањаш, ќе закршавее, ќе го пуштиш ова, ќе се распушти ластарината, ќе се распотале, ќе го буде ветер и така натака. На крајот, кога ќе се применат сите агротехнички мерки, следува задоволството од сработеното. Искарал сум ја. Тога искарал на година 200 кило тие до 13 казано. Продадево, дадеме ги сино парите, купиме си дрова и така, трошиме работа. Тој на крајот на разговорот ни ја кажа неговата сентенца за животот и работата. На младите да ја порачам, а како да одбират. Нема леп без работа. Леп нема, не само легни, владата. Што ќе им прави владата? Ние сме бедна држава, да се разбереме. Не, оте ќе дошол заедно, ќе направил нешто. Нешто не прави. Кама запустија ги фабриките, дека тие работни луѓе стаја. Се одржа финалето на детскиот фестивал Пијанечки бисери 2015 во Дилчево. Најпрестижната награда Гран При ја освои Милана Јовановска.
Прогласени беа и тројца најдобри според жири комисијата и тројца најдобри според публиката. Организатор беше Домот на културата Никола Јонков Вапцаров. Мелани Јовановска ја освои гран-при наградата на овогодишното издание на детскиот фестивал Пијанечки бисери. Синоќа во салата на спомендомот Асном во Делчево се одржа финалната вечер на 11-тото издание на фестивалот Пијанечки бисери. На сцената блеснаа 30 на млади таленти кои љубовта кон музиката ги води уште од мали нозе, а професионалното држење на сцена и правилното произнесување на музичките ноти го усовршиле заедно со нивните музички педагози и музичките соработници во Центарот за култура Никола Јонков Вапцаров, кој воедно е и организатор на фестивалот. Мелани Јовановска, интерпретирајќи ја песната Волшебник, ги остави без див публиката и жирито, кој пак ја наградија со најпрестижната награда на фестивалот. Која песничка ја пееш? Волшебник. Првата награда од жири комисијата ја освои Марија Јовановска, која ја испеа песничката Мала клинка не се шминка, а најмногу гласови од публиката доби дуетот Лора Гоцевски и Моника Попова со песната Лиса ветеринар. Организаторот додели награди и за најдобар дует, за најдобар сценски настап, за најдобар дебитант и најмлад учесник на фестивалот. Но исто така символични награди за учество добија и сите останати учесници на овогодишното издание на фестивалот Пијанечки бисери 2015. А во Берово денес и утре се одржува фестивалот Баскерфест. Се очекува голем број на посетители за викендов во Берово, поради што е збогатена културната и забавната понуда во градот. По 8 пат годинава ќе се одржи Баскерфест со низа настани во периодот од 12 јуни до 13 јули. Берово по трет пат ќе биде еден од градовите каде што ќе се одржи Баскерфест фестивалот. Уличните артисти ќе настапат во Берово на 20 и 21 јуни на плоштадот Димитар Беровски. Се очекува добра забава за граѓаните на општина Берово, како и за туристите, со што ќе биде збогатена културната и забавната понуда во градот. Фестивалот секоја година е со новитети кои се воведени од 2008 година па наваму. Организаторите очекуваат зголемување на бројката на посетители на настанот, кој што започнува денес. Манифестацијата ќе понуди многу изведби на уличната забава со различни вештини на некои од најдобрите улични артисти и музичари од светот и Македонија. Целта на овој фестивал е да понуди промовирање на настанот низ целата држава. Истовремено фестивалот ќе има за цел да ја подигне свеста за значењето и вредноста на уличната уметност. Бродомакетарството макотрпна работа на предизвик за професорот Маријан Бојаджиски од Виница. Преку 100 макети од антика па се до Втората светска војна се дел од колекцијата на текстилниот инженер Бојаджиски. Бродовите како Титаник, Баунти, Санта Марија, бродовите на Александар Македонски, како верна копија на нивните оригинали, ги препознаваме во макетите на младиот професор Маријан Бојаджиски, кој веќе 15 на години е посветен на ова хоби кое само иницијативно го совршува до степен на професионалност. Многу трпение, многу љубов, оригиналност и креативност има во неговите ракотворби, за чија изработка користи исклучиво дрво, платно, вештачки бои, а за да се комплетира еден брод неопходни се околу 2000 ситни парчиња обликувани во миниатурни димензии. Се занимавам од 2001 година. Од почетокот почнав со изработка на поедноставни модели, кои што се стандард во бродомоделарството, за да потоа почнав со изработка на се посложени модели, кои што бараат малку поголемо внимание и поголем ангажман.
Кои се вашите најкарактеристични изработки до сега, на кои сте најгорди, да речем, од тие покомплицирани? Стандард во макетарството е изработката на макета од бродот на Кристофор Колумбус Санта Марија, и тоа е воедно и мојата прва макета која што имаме изработено. Тоа е една од специфични макети која што би требало секој бродомоделар да ја освои, односно да ја усвои за изработка. Понатаму интересни се бродовите на војните бродови на Александар Македонски, од флотата на Александар Македонски. Понатака јас имам изработено макети од различни временски епохи, почувајќи од античко време, значи бродовите, како што кажав, бродовите од Александар Македонски, па преку средниот век, големите географски откритија, тоа е Санта Марија, Сан Габриел на Васко де Гама, понатаму Бернарда. Во досегашната моја работа, од кога се занимавам со оваа работа, може би има направено околу 100 макети од различни бродови. Некој дел го работиш може би и по 1-2 часа, и како при монтажата или како нешто друго ќе ти пукне, ќе се скрше, ќе се искри, ќе сгрешиш во димензии и слично. Интересно е да напоменам дека сите макети се прават по размер, значи мора секој дел да се намали во соодветниот размер. Значи постојат можности за математички грешки, значи мора се да биде пресметано, да биде соодветно. Бродовите на професорот Бојаджиски можат да се најдат во домовите на нашите иселеници ширум светот, а неретко порачките ги транспортира и авионски, најмалку се продаваат во родното место. Желбите од детството сега се јаве за Маријан, кој постојано истражува, барајќи да ја збогати својата колекција со некој нов брод. За да се изработи една макета на брод, а посебно кога таа макета сакаме да биде што поквалитетна и визуелно и технички, мора да се користи соодветна литература. Во последно време од голема помош ни интернет, каде што има многу макетарски сајдови на кои што се наоѓаат различни видови макети, начини на изработка, монтажни шеми и слично. Некои од нив се по-достапни, некои се помалку достапни, некои се поразбирливи, некои помалку разбирливи. Неговите макети биле дел од повеќе сајми и изложби во земјава и во странство. Сепак, кај нас, и да бидеш вистински професионалец, не можеш да се потпреш на една ваква заработувачка. Станува збор за луксузен производ, кој многумина сакаат да го видат, но не и да го купат. Кога црна мачка ќе ви премине прекупат, тогаш ќе ве следи несреќа. Кога позајмувате лек, не треба да велите фала, бидејќи нема да действува. А пак ако скршиме огледало, треба да го собериме и фрлиме, бидејќи доколку се употребува скршено, тогаш се верува дека ќе донесе несреќа 7 години. Ова се само дел од народните обичаи и верувања. За повеќе за нив слушнете во прилогот што следува. Секој од нас уште од мали нозе, слушајќи ги своите баба и дедо, се запознал со одредени суеверија, обичаи или пак верувања. Не можејќи да си ги објаснат природните појави и обидувајќи се да најдат рационално објаснување, луѓето почнале да веруваат во разни демони, вештерки, богови, самовели и така натаму. Сето ова длабоко останало во психата на луѓето и произлегле разни суеверија во кои ден денес се уште се верува. Луѓето веруваат во многу такви појави, веруваат и дека предметите некои имаат влијание врз нивниот живот, така да веруваат дека подковица на закачена на куќата им носи среќа, веруваат дека ако црна мачка, например, им помине патот, дека тоа би можело да им носи несреќа. Петок 13 исто така едно од поновите верувања дека тој ден би носел несреќа. Едно од можеби најраспространетите верувања која се практикува и на мали деца е бајањето од уроци, завит, упла, а овде свое место зазема и ставањето на мартинки околу дланката. Луѓето кои што баат се длабоко религиозни луѓе, најчесто се длабоко религиозни луѓе, веруваат дека таа нивна дарба им е дадена од Бог, љубоморно ја чуваат и ја пренесуваат од колено на колено, односно најчесто на своите внуки. Според верувањата на народот, постојат многу појави кои ги наговестуваат идните настани. Треба само да знаеме да ги читаме.
Така, кога 4 лица при разделување се ракуваат, па раците им се вкрстат, ќе дојде до свадба. Кога странец си оди од куќата, а да не седнал, ќе го однесе мирот од неа. Ако ви заигра десно око, во работата ќе имате успех. Ако пак ви заигра лево око, тогаш тоа е знак на караница. Ако ве зачеша носот, ќе бидете лути, а ако ве зачеша брада, ќе бидете среќни. Десна дланка ќе давате пари, а лева дланка ќе примате пари. Факт е дека ваквите суеверија, обичаи и верувања постоеле и ќе постојат. Изборот е ваш, дали и колку ќе верувате и ќе ги практикувате истите. Американскиот претседател Барак Обама изјави дека убиството на 9 лица во афроамериканската држава Чарлстон покажува дека расизмот се уште е присутен во Америка, како и дека постои потреба од подобро законодавство за контрола на оружјето. Очигледните мотиви на напаѓачот покажуваат дека расизмот останува болест на американското општество, против што треба заедно да се бориме, изјави Обама на конференцијата во Сан Франциско. Силен земјотрес со јачина од 6,4 степени по Рихтер го погоди синоќа Чиле, соопшти Американскиот геолошки институт. Земјотресот бил со епицентар на 90 км на северозападот од Концепсион и на длабочина од 10 км. За сега нема информации за евентуални жртви или предизвикана материјална штета. Претседателот на Русија Владимир Путин оцени дека се обновени трговски врски со официјална Атина, додавајќи дека ново потпишаниот меморандум за гасоводот ќе помогне на Грција да ги плати големите долгови. Ако Европската унија сака Грција да ги плати своите долгови, треба да биде заинтересирана за пораст на грчката економија, изјави Путин на средбата со првите луѓе на светските новински агенции во Санкт Петерсбург. Бројот на терористички напади во светот е зголемен за 35% во 2014 година, наведува Американскиот State Department во својот годишен извештај за глобалниот тероризам. Околу 33.000 луѓе се убиени во 13.500 терористички напади низ светот во текот на минатата година. За споредба, во 2013 година над 18.000 луѓе загинале во речиси 10.000 терористички напади. Македонската ракометна репрезентација ги доби најтешките противници за Европското првенство во Полска. Ждрипката одлучи Македонија на Европското првенство да игра во групата со домаќинот Полска, потоа актуелниот светски, европски и олимписки првак Франција и Србија. Ова е составот на групата во Краков, која е една од 9 најатрактивни групи на првенството. Пласман во следната фаза на шампионатот ќе обезбедат трите првопласирани селекции. Доколку бидеме една од тие репрезентации од нашата група, ќе играме со првите три од Б групата, во која се наоѓаат селекциите на Хрватска, Исланд, Белорусија и Норвешка. Надпреварите на Европското првенство во Полска ги отвараме со Франција на 15 јануари, а потоа следуваат дуелите со Полска на 17 јануари и со Србија на 19 јануари. Европското првенство во Полска ќе се одржи од 15 до 31 јануари следната година. За нашата селекција ова ќе биде четврто учество. Прв пат на Европското првенство настапивме во Италија во 1998-та, потоа Србија во 2012-та и во Данска минатата година. Следното издание на Дневникот следете го во 20 часот. До тогаш имајте пријатно попладне со нашата програма, а повеќе информации можете да прочитате и на нашиот веб портал kanalplus.mk.